Од вчера за 15% поскапе осигурувањето за регистрацијата на возилата. Новите повисоки цени се однесуваат за коли со моќност над 44 киловати и за товарните возила. Премијата за осигурување за колите со моќност до 44 киловати останува иста. Голем број граѓани вчера биле изненадени од новите цени и прашувале зошто им се поскапува регистрацијата, но и вработените не знаеле да им објаснат на што се должи поскапувањето. Од осигурителните компании им рекле дека во системот во кој се прават полисите има нови цени кои стапиле на сила на 25 април. Агенцијата за супервизија на осигурување реагира дека зголемувањето на цената на полисите за задолжително автомобилско осигурување се неоправдани и е неоправдан чекор на осигурителните компании. Од агенцијата известуваат дека според проверки и образложенија од осигурителните компании не се оправдани. Од агенцијата за супервизија на осигурување исто така известуваат дека има доставено и предлог до Министерството за финансии во рамки на неговите законски надлежности да иницира и да изготви нова ценовна тарифа за примени на задолжително осигурување од автомобилска одговорност и со тоа да го ограничи износот на режискиот дуговор, што ќе овозможи намалување на цените, се вели во соопштението од агенцијата. Додека пак Министерството за финансии во врска со донесените одлуки од страна на осигурителните компании за зголемување на висината на бруто премијата за осигурување од автомобилска одговорност, денеска ја свика Комисијата за осигурување од автомобилска одговорност која одржа седница со цел да ги разгледа сите аспекти од носењето на овие одлуки. При тоа, заклучи во понеделник на нова седница да разгледа извештај од Националното биро за осигурување за оправданоста и исправноста на донесените одлуки од страна на осигурителните компании и да превземе соодветни чекори во насока на заштита на крајните потрошувачи. Истовремено, Министерството за финансии врз основа на добиеното известување од страна на Агенцијата за супервизија на осигурување, која е регулатор на осигурителниот сектор, денеска се обрати и до Комисијата за заштита на конкуренцијата, со цел да се испита дали се прекршени правилата на фер и конкурентно однесување.